Богатиот род и одличен квалитет на лебните жита летово им влеваа оптимизам на земјоделците дека конечно ќе остварат завиден профит од реколтата. Меѓутоа, разочарувањето дојде откако откупувачите почнаа да ги применуваат откупните цени, кои не се доволни ниту да ги покријат трошоците во производството. Токму поради тоа на терен состојбата не е розова, а земјоделците се упорни дека нема да го предадат производството за 9 или 8 динари за килограм. Само на комбајнирање одат околу 15% од приносот, а тука се и другите трошоци од подготовка на површините, преку сеидба до прихранување и заштита од плевели. Имаме постојано житарица и сега е баш пченици и јачмин. Па површина има околу пола хектар. Жетвата започна, сега при времето за јачминот почина. Комбајнерите по 600 денара. Преносите нормално, средно, зависи од нивата и од временските непогоди. Малку дојде у криза од времето, ама сега што е тоа е? Субвенција има. На килограм сигурно 2 денара. Откупувачите велат дека цената го диктира квалитетот. Има земјоделци кои добиваат повеќе за килограм предадено жито, но производството е со одличен квалитет. Инаку денеска мелничарите се согласија во откупот да се применуваат цени од 10 до 13 денари за килограм пченица, што во основа е прифатливо и за земјоделците. За да не се сомневаат дека се излажани при откупот, на земјоделците им се препорачува да извршат лабораториска контрола на квалитетот на производството, за да знаат што продаваат и дали реално им е платено. Од вкупно 5880 хектари подесенски и пролетни житарици во Кочанската котлина, на 3000 хектари е застапена пченицата, на 1600 јачменот, на 1200 хектари пченка и на 70 хектари рж. Вкупните приноси кај овие житарици се очекува да надминат 25.000 тони зрнеста маса.